Селективна правда или конечно воведување ред? На почетокот на месец април, општина Струга помпезно најави расчистување на јавните површини долж Дримот од метални конструкции. Но наместо најавеното ослободување на узурпираниот простор, угостителите, како и секоја сезона, го распослаа кеот со масите, столиците и друг вид урбана опрема. И сето тоа помина несанкционирано, се до вчера, кога на терен излегоа инспекцијските служби, но наместо поширока акција започна отстранување на инвентарот од само еден угостителски објект. Струшкиот градоначалник се правда дека не станувало збор за селективно постапување, туку за воспоставување нови правила, кои ги менува втор пат во 2 месеци. Угостителите сега се повикуваат да ги обележат површините што ќе може да ги користат. Имаме ставени линии, по тие линии веќе отелерите и ресторантите веќе ги почитуваат. Верувам дека ќе продолжиме така. Имаме и нашите инспекторати, институциите веќе го пратат тоа. Верувам дека ќе е подобро. Покрај кеот може секој да се движи. Социјалните мрежи вријат. Стружани не пијат нафта. Истиот аршин да се применува на сите узурпирани површини, од чаршијата преку кеот па се до плажите. Срамота е селективно да се применува правда. Истово да го имплементирате и на градските плажи, каде целиот простор е узурпиран од локални шерифи, па за поставен пешкир на непостоечки јавен простор може да се јаде и ќотек, коментираат револтирани граѓаните. Алармираат дека јавниот простор со години се претвора во приватен бизнис, а пешаците се принудени да се провлекуваат меѓу маси и столици, на место кое треба да им припаѓа на сите. Не знам, и јас кај да се пожалам. Ние повеќе пати сум помина тука и мене не ми е пријатно. А сега ќе дојде доста туристи од секаде, од каде не, и што ќе речат? Па би требало да се отстранат на некој начин, да имат простор барем да се поминуваат. Тоа. Обавезно. Сакали нејчели, ти е срам да поминиш некој познат че сретниш и џабе, не може ни да се поздравиш, ни муабет да си направиш. Нема веќе никај да шетаме. Ни се фати местото наше што ни припаѓаше. Порано немаше маси и столици така толку, ама пак порано не може сега се изменето. Не можеме да се повикуваме на порано како било. Ако се ослободува јавен простор, нека се ослободи целосно. Во спротивно, велат граѓаните, наместо борба против узурпација, јавноста ќе биде сведок на уште една селективна акција со однапред познат исход.